Затоа 3, 4, 5, 10 пати повторував во Сајбер команда дека се работи за еден сериозен заговор против граѓаните. И повеќе пати спомнав дека нема од каде да се исплатат тие пари. За они да се богатат, државата се задолжува. Затоа што не се произведува доволно. Нема вишок на финансии оваа држава. Оваа држава постојано се задолжува. Се задолжува за плати на крлежи, кои што за еден мандат заработуваат како вие за цел живот. Тоа е затоа од мене подигнато како прашање, можам да го наречам и прашање број 1, најсуштинско, најбитно прашање во целата сезона 1 на Сајбер команда. Прашање за кое што ќе дискутирам и во наредната сезона. Додека не се ревидира, додека не сватат политичките елити дека не може да бидат на таков начин привилегирани. Одозгора на све што крадат. Одозгора на се. Значи, ова е деконструкција на финансиите кои што имаат начин да ги испумпаат од институциите во кои што работат, фирмите, предпријатијата и тоа по ситни каналчиња до таа плата од 3-4 евра месечно. Одозгора што дел од нив прават и тендери. Одозгора што ја користат државата за предност која се работи за градежни парцели, која се работи за некакви ниви кои што треба да бидат после фотонапонски централи и така натаму. Тоа е одозгора. И нема крај. Така што не 10 пати, они може да се збогатат 100 пати во 4 години повеќе во однос на еден просечен работник.